Во наредните минути во тренинг соговорник ќе биде Ивица Боцевски, поранешен амбасадор, вице-премиер во владата на Никола Груевски. Господине Боцевски, очекувавте ли ваков изборен резултат? Епска победа на ВМРО ДПМН, дебакал на СДСМ и по 2 децени до и заминува во опозиција. Ајде одиме од почеток. Прво имаме епска историска победа на Гордана Силјановска Давкова. За прв пат во историјата во Македонија беше избрана жена за председател и за прв пат во историјата на Демократска Македонија опозицијата победува на председателските избори. До сега немало случај од 1994 година, кој имаме председателски избори непосредни, да победи опозицијата. И секогаш имало една црн конец, безмалку во сите изборни циклуси председателски, кога едноставно власта имала и алтернативни методи, дипломатски се изразам, да безбеди дека незиниот кандидат ќе стане председател. Прв пат опозиција, прв пат жена. Тоа е едно. Второ, никогаш не се случило една опозицијска партија да направи еден олкав пресврт при мирнодопски услови. Значи, оние 497.000 гласови и 60 пратеници на Бранко Црвенковски во 2002 година доаѓаат по воениот судир во 2001 година, во едни сосема поинакви услови. Меѓутоа, овие 430.000 гласови што ги има во моментот ВМРО ДПМН, мислам дека можно е да пораснат малку, има уште неколку недобројани места, се историски резултат од секој смисол, едно историско превратување на власта. Одиме други историски резултати. После избори прашање дали Социјалдемократскиот сојуз се уште е стожер на македонската политичка сцена. Што значи стожер, еве сега да се објасниме, нели? Стожерна е онаа партија која што има сила да даде мандатар и подоцна премиер. Во македонската демократска историја се наметнаа како такви две партии, тоа беа СДСМ и ВМРО ДПМН. Со резултат под 200.000 пратеници, под 200.000 гласови и под 30 пратеници. Прашање дали СДСМ е се уште стожер на македонската политичка сцена, посебно имајќи предвид дека во таа коалиција има и многу помали коалициони партнери. Другата работа е што нашиот политички систем и секој политички систем е немилосрден, врзан е со бројката. Во моментов опозицијата во Македонија предводи ДУИ. ДУИ е прва по број на пратеници опозициона партија во Македонија. И сите оние места кои што припаѓаат на најголемата опозициона партија нема да одат на СДСМ. Председател на ДИК нема да биде представник Кондарко или некој друг од СДСМ, ќе биде представникот на ДУИ, кој дае во Државната изборна комисија, мислам. И другите функции кои што ги дава опозицијата одат кај ДУИ, не одат кај СДСМ. Димитар Ковачевски Таче падна добри 80.000 гласови под историското дно на СДСМ со Радмила Шекеринска во 2008 година. Тогаш беа околу 233.000 гласа, сега се 153-4, не знам колку се. А Стева Пендаровски има добри 20.000 гласови во вториот круг, помалку од Љубомир Данилов Фрчковски во 2009 година, во првиот круг уште помалку. Значи историско дно од секој можен аспект. Што се однесува до ДУИ, имаме едно легитимно прашање тука. Дали, кога станува збор за гласовите на етничките албанци, дали победи вреди коалицијата? Затоа што ДУИ создаде една чудна коалиција, коалиција која што се базираше на еден лош принцип. ДУИ со овие избори, со обидот за тивок бојкот, покажа дека е една единствената партија во Македонија која што нема граѓанска црта, тоа е шовинистичка партија по сите аспекти, мора да се реформира, затоа што го загадуваат демократскиот простор во Македонија со нивната шовинистичка порака и шовинистичка пракса. Идниот премиер како главни столбови ги споменува битката против корупцијата, испраќањето на ДУИ во опозиција, што де факто се случува, потоа релаксирање на односите со Софија, можеби некој нов пристап, но прашањето ми е што треба да биде главниот приоритет на домашната политичка сцена по формирањето на новата влада. Што за граѓаните би било најопипливо? Па прво, оваа влада
уште од првата влада на Заев во 2017 година па до денес имаше проблем со дневното управување со државата. Видовме како некои големи функционални системи стануваат нефункционални. Од катастарот, кој што беше совршен систем, каде што сега пак има проблеми кога сакате да извадите имотен лист, па се до оваа голгота епска голгота со извадењето на лични документи. Значи, една обична јавна услуга во Македонија стана ноќна мора. Проблемот каде е? Проблемот е не е во тие луѓе што се на шалтерот. Да е до нив лесно е. Тој од таа плата или таа од таа плата живее и сака се да направи за таа плата да ја сочува. Нема да си го доведе под знак прашалник работното место и мирот дома, затоа што не сака да работи. Напротив, ќе работи, одлично ќе работи. Проблемот е секогаш кај политиката. Значи, кога политиката, кога тој начело се откажува од активно управување со државата, вам ви се случува што се случува околу нас. Значи, хаосот беше очигледен, можеше да се опипа. Така што прво што треба да направи оваа влада е да врати да биде јасно на народов дека некој има одговорност. Фактот дека некој земал политичка функција и му пишува тука, не знам, директор, министер и така натаму, дека тоа нешто значи. Оди на работа и нешто работи. Дава некои насоки. Не го видовме тоа со владите на СДСМ и на ДУИ, за жал. Така што тоа е првото што ќе треба да го видиме. Второто е борбата против корупцијата, која што зема многу лоши размери во Македонија во изминативе години. Да не ги спомнам сите овие работи кои што ни се случува. Во однос на Софија очекувам еден поискрен пристап, затоа што оваа влада, досегашната влада, сите своји политики национални ги темелеше на тоа дека они игнорираат демократската волја на македонскиот граѓанин и постапуваат според она што е најлесно во тој момент за меѓународната заедница, а не нужно во интерес на македонскиот народ и на граѓаните. Така излезе, например, Преспанскиот договор, кој што очигледно е проблематичен. Договорот со Бугарија беше направен на начин кој што некако допре во она што македонците го сметаат најсвето, односно заштита на етничкиот идентитет, култура и јазик. И одеднашка се почувствува нападнати. Со право. Вие видовте деноиве имаше големи европски имиња, аналитичари како на пример Гералд Кнаус, кој што вели ова јасно е дека е обид за бугаризација на македонците преку европската интеграција. Исто како што претходно Грција злоупотребуваше европската интеграција за некои своји националистички и шовинистички цели. И тоа не оди. И јас сметам дека сепак има простор со еден искрен обид, можеби со вклучување на партнери вон ЕУ, зашто не и Соединените американски држави да добијат некоја си своја улога тука, да се најде начин да се надмине спорот меѓу Македонија и Бугарија на начин што Бугарија ќе се откаже од инструментализацијата и злоупотребата на македонската европска интеграција за своји тесно шовинистички цели, односно за бугаризација на македонскиот народ. Тоа овој народ не го заслужува, тоа македонско-бугарските односи не го заслужуваат. Значи сето ова... Боцевски ве молам, да. колку високиот број на освоени пратеници од страна на ВМРО ДПМН или високото парламентарно мнозинство му остава простор и комоција на Мицковски во формирањето на идната влада без условувања и уцени од идните коалициони партнери, било да е тоа Максим Димитриевски или Вреди. Па самите го одговоривте во прашање се. Од 120, 58 се без малку една половина. Како вие може да направите влада против 58 во Македонија? Значи, дури оние лоши анкети што излегуваа за ВМРО ДПМН велеа 48 пратеници. И не со вас, со еден друг новинар во разговор, токму јас тоа го реков, добро луѓе, како ќе правите влада против 48 пратеници? Посебно ако вторава партија, уште тогаш се зборуваше, има 25. Сега испадна помалку има. 19 има ТУИ, 18 има СДСМ. Значи, најлошата анкета за ВМРО ДПМН ним им даваше 48 пратеници, на СДСМ, добро, малце поише 28 или 30, така нешто. И како бе овој со 30 ќе стигне до 60?
тоа треба тој да го изведе. Дали сметате дека лесно ќе дојде до формирање на идната значи, јас не влада и дали ја не бев никогаш еден од касандрите во Македонија кои што предвидуваа дека ќе сме имале дека бугарско сценарио за формирање на влади и така натаму, нема тоа дека. Многу е 58, значи референдумска волја е ова. Дали со одбрана на татковината ќе се стимулира граѓанскиот патриотизам или партискиот национализам? Не, исклучиво граѓанскиот не постои. Мислам дека во Македонија ги пробавме сите варијанти и освен тој граѓански патриотизам не останува ништо друго што може оваа земја да стабилизира. Кога сме кај идната председателка, сакам да кажам, како изгледа тој уставен или граѓански, нели, патриотизам. Значи, да, ние уважуваме, ние имаме некои разлики, така, наоѓаме начин тие разлики да не ни пречат, меѓутоа, да го порамниме полето за игра и сите да бидат еднакви кога ќе добиваме шанси. А не да имаме ситуации како сега што имавме со ДУИ. Мислам, имаме апартхейд, него имаме сегрегација, во 21. век излегува, замислете, оглас, кај што вика дека на тоа и тоа работно место мора да се вработи турчин. Тоа е глупост. Вие во една прилика пишувате конечно граѓанска Македонија да ги обедини сите големо етнички и големо државни идеи и проекти. Главен фокус кон ДУИ и албанците всушност беше тоа. Но дали мислите дека завршува времето на големи идеи? Завршено е. Во овој конкретен момент завршено е. Не само тоа. Дали со промената на власт? Ајде вак. Боцевски, дали со... Чекај, за големо државните идеи. Дали некогаш имало и дали ќе има поголема Србија од Социјалистичка Федеративна Република Југославија? Ќе има ли некогаш поголема Македонија од Југославија? Поголемо Косово од Југославија? Значи, секоја точка од Сежана до Гевгелија била моја. И македонска, и хрватска, и косовска, и српска, и така натаму. И сега се сруши тоа, зошто ние тука да си правиме некои колци, дека да изиграваме некакви етнички држави да правиме? Еве сега има друга можност, нова шанса, нели? Европската интеграција дава таа шанса. Така? Што ќе ни се тогаш големи држави? Што ќе ни се тогаш тие големи проекти? И на крајот на крижата, зошто? Ние нашиот народ не може да си го собереме овдека, па сега ќе правиме некакви си големи држави. Албанија себе си не може да се доведе у ред, па сега уште ќе прави голема Албанија, исто и Србија. Големо државните проекти пропаднаа на Балканот спектакуларно неколку пати во изминативе 2 века. Секоја пропаст завршува со небројни човекови судбини кои што се уништени, со море крв, со струшени сништа, со растурени семејства, со животи откорнати од сите своји работи. Така што дај тие работи да ги оставиме на страна. Секое глупаво викање учека на плоштад е за никаде. Секое цртање карти, секои закани, вака ќе било, онака ќе било, овој ќе го бркале, оној ќе го доселувале, не знам што. Значи, наместо тоа не е лошо вака да се завратат ракави, да влеземе во ЕУ, па таму да се надпреваруваме за тоа да направиме просперитет, луѓето да не бегаат. А големо државните проекти, секој што почна големо државен проект на крајот заврши со тоа што неговата држава се поднамали и вековни огништа на неговиот народ, кои што биле некаде на друго место, згаснаа за секогаш. Тоа не треба ни на македонците, ни на албанците, ни на турците, ни на ромите, ни на власите, ни на бошнаците, на никого во Македонија. Боцевски, при крајот од разговорот очекувате амнестија за осудените за 27 април? Па да, очекувам за да се затвори едно лошо поглавје во Македонија и не само тоа, туку се сеќавате после 2002 година и оној фамозен 15 септември на оној невиден криминал од таа претходна влада настрада кој Амди Бајрам. Зошто? Затоа што беше наједноставна мета. Него немаше кој да го заштити. Околу настаните од 27 април настрада луѓето кои што мислејќи дека нешто
бранат и прават, го сторија тоа што го сторија. 27 април ќе биде, претходно се случи па едно уставно и едно институционално наследство. До ден денеска не знаеме дали бил Талат Џафери избран со потребното мнозинство. За тоа немаше пресуди, така? За тоа немаше процеси. Знаете колкави се затворски казни за нелегален избор на председател на собрание? И сега, ајде да затвориме таа приказна. Не може да затвориме таа приказна без една голема амнестија за сите луѓе вклучени во тоа, а потоа не е лошо и собранието да направи една голема анкетна комисија, да ги испита сите детали околу тоа што се случувало во и околу тој настан. И околу упадот на луѓето внатре, кој тоа го овозможил, кој го координирал, што било и како било, и околу нелегалниот избор на Талат Џафери за председател на собранието, што исто така повлекува страшни казни. Господин Боцевски, по 7 години опозиција, ВМРО ДПМН се враќа на власт. Дали Никола Груевски ќе се врати во Скопје? Па не можам да ви одговорам ова прашање од каде, мислам, ја немам кристална топка, па се вака да протрлам топка, и гледам таму негдам 2027 година се враќа Никола Груевски во Скопје. Мислам дека за ова прашање треба да го поставите на луѓе кои се разбираат во право, кои што ги знаат неговите постапки, до каде се тие постапки, како се и така натаму, и да ви одговорат кога тоа треба да заврши, како треба да заврши и така натаму. Предпоставувам дека еден ден тој ќе се врати во Скопје, сега кога ќе се врати не знам. Значи за таа работа треба и него да го прашате, а како што реков околу целата оваа ситуација, но експерти од друга област се познати, а меѓу другото, како што реков, не сум јасновидец, значи немам ни кристална топка, не можам да кажам што ќе се случува. Единствено што е известно е само дека во Македонија во идниот период ќе имаме една голема промена на власта. Впрочем, таков е судот на граѓаните кои што го дадоа на овие избори. Благодарам за разговорот и гостувањето. Повели. Ивица Боцевски, поранешен амбасадор и министер во владата на Никола Груевски.